Политичките партии веќе од денеска го почнаа процесот на собирање 10.000 потписи од граѓаните за официализирање на кандидатурите на нивните избраници за предстојните избори за шеф на државата. Рокот за собирање на потребните граѓански потписи е до 8 март. Владеачката дуи побрза на својот кандидат Бујар Османи со време да му ги обезбеди потписите. Сот на организимин. Денеска во организација на шефот на изборниот штаб почнува многу важен пат за номинацијата на Бујар Османи за кандидат за претседател на Република Северна Македонија. Тоа е многу силна мобилизација што ја докажува решеноста на целата ДУИ да ја совлада мисијата за придвижување на процесите кои носат стабилизација, ориентација дека нашата земја треба да оди напред кон членство во Европската унија. И кандидатката на Левица Билјана Ванковска ја почна постапката за собирање потписи, ги повика граѓаните да покажат, како што рече, авантуристички дух. Подготвени сме да се справуваме со мал милион проблеми и за таа цел и како пркос всушност во таквата ситуација, ние очекуваме граѓаните навистина да покажат авантуристички политички дух, да обезбедат повеќе кандидати на онаа вистинската дебата, да ни дадат еднаква можност да се презентираме себе си со нашите програми, со нашите знаења, со нашите визии за Македонија, затоа што играме во една трка која нема да биде чиста и која не е чиста од првиот ден. Лидерот на За наша Македонија денеска го даде својот потпис за својата кандидатура. Нашата цел е да воведеме нов концепт, нови стандарди, бидејќи Македонија тоа го заслужува. Македонија мора да излезе од црно-сивиот свет во кој што функционира и единствено тоа може да го сторат граѓаните доколку се одважат. Не е само собирањето потписи во фокусот на партиите, ни за реакции предизвика најавата на Али Ахмети за барање за промена на уставот како услов за коалицирање со неговата ДУИ, која би значила шефот на државата наместо на непосредни избори да се гласа во собранието. Сршта на идејата на лидерот Али Ахмети е изборот на претседателот на државата во собрание со двотретинско мнозинство на гласови и со Бадинтер, за да се обезбеди општествен надпартиски консензус за да се овозможи со над 80 гласови во собранието и со етнички консензус да се спречи етничкото надгласување и наметнување само од двете поголеми македонски политички партии. СДСМ, коалицискиот партнер на ДУИ, засега не ја коментира оваа најава од Мала Речица. Сега сите нешто ќе ветуваат, вели Димитар Ковачевски. Сега се наоѓаме веќе практично во изборна кампања. Сите ќе ветуваат одредени ветувања, дел ќе предлагаат предлози кои што не зависат само од нив. Например, ако вие зборувате за промена на устав, тој зависи од 2/3. Така да не би ги коментирал, бидејќи во наредните 80 дена или нешто помалку од 80 дена ќе слушнеме многу предлози кои што на крајот на денот на 8 мај граѓаните ќе кажат кои се тие предлози кои што тие ги сакаат. За опозицијската ВМРО ДПМН иницијативата на ДУИ за претседател на државата биран во собрание е неприфатлива. Тврдат дека тоа е обид за суспендирање на демократијата. Титуларно највисоката функција во државата, тоа е претседател на државата. Кај не знаете дека извршната моќ е во владата и кај премиерот, но титуларно нели претседателот е функција број 1 во државата, мора да се бира на избори. Затоа што тоа е врв на демократијата. Така прават најдемократските држави во светот. И секој обид за суспендирање на демократијата е само обид за ставање на народот надвор од процесот на одлучување. Досега неколкумина најавија кандидатури за врвната позиција во земјава. Актуелниот претседател Пендаровски ќе биде предлог на СДСМ, Силјановска Давкова и изборот на ВМРО ДПМН. Зад Бујар Османи застана ДУИ. Арбен Тараварија доби поддршката од опозицијскиот блок на албанците. Билјана Ванковска е кандидат на Левица, Стефчо Јакимовски на Гром, Максим Димитриевски на Знам, Мерсиха Смиловиќ на Бошњачкиот демократски сојуз. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.